Истражувањата потврдија неандреталци живееле на Узун Мерика и Мустафино, станува збор за наоѓалиште кое датира од старото камено време, кога во период помеѓу 40.000 и 300.000 години пред нашата ера, на таа територија живееле луѓе од видот неандерталци. The site is attesting a clear presence of Овој локалитет јасно потврдува дека се работи за средно палеолитски локалитет, значи остатоци од средниот палеолит, како што и претходно беше утврдено од првичните истражувања на археолозите од Универзитетот Гоце Делчев. За жал во оваа фаза на истражување не можеме да утврдиме точната хронолошка рамка, бидејќи се работи за прелиминарни технолошко-типолошки истражувања, но во секој случај со сигурност можеме да кажеме дека можеме да го сместиме хронолошки овој локалитет помеѓу 250.000 и 50.000 години пред новата ера. ago, if we compare to the other Middle Paleolithic occupation in the neighbors area. На локалитетот на површина од 1 километар квадратен се пронајдени примитивни орудија кои неандреталците ги користеле за сечење на месо од уловените животни. Ова откритие ја става и Македонија на археолошката мапа на простори каде живееле неандерталците. Which kind of knapping methods and technique the prehistorical men were? Сега недостасуваа податоци за неандерталскиот предок од овој регион, од Македонија, и со благодарение на овој локалитет со сигурност утврдуваме дека постои, значи постоел живот во средниот палеолит и на овие простори. И со тоа во иднина е значено да ги поврзиме овие резултати со резултатите од околните земји и пошироко во Европа. And now that we know that the Neanderthal was here, it's important that you will find the other Neanderthal that Токму до истражувањето на локалитетот ќе биде еден од проектите за кои универзитетот ќе бара пари од државата. Систематско археолошко истражување, иначе можеме да кажеме, на палеолитското наоѓалиште Узун Мери кај селото Мустафино, значи тоа ќе биде едниот проект, а вториот проект ќе ни биде оној кој што го тераме веќе 4 години, каде што имаме изваредни резултати за кои ние наскоро ќе ве викнеме повторно на една ваква пресконференција, а тоа е проектот Пајонски утврдувања, населби и некрополи по долината на река Брегалница. Постојат сомневања дека вакви наоѓалишта би можеле да постојат на уште најмалку 2 локации во Македонија, Конјска дупка кај град Воделчево и во близина на селото Лепопелци кај Злеово.